Дел од граѓаните денеска го слават Свети Валентин, денот на љубовта, а пак дел од нив го празнуваат Свети Трифун, денот на виното. Рози, мечиња и букети, младите си разменуваат подароци, го користат денот за да се опуштат и ја прослават својата љубов. Постарите пак се подготвуваат за добра чаша црвено вино заедно со најблиските. Свети Валентин или Свети Трифун? Свети Трифон. Така, зошто? Па што знам, така не е традиционално, нели? Повеќе Валентај. Сепак. Со Трифун малку сме скарани. Ке одам кај пријателка тука близу. Се слушнавме и ке одам со неа да си честитаме. Па Валентај, зашто се Трифун? Исто тоа е, ден. Свети Валентај. Сепак, за изразување на љубов не е доволен само еден ден во годината. На љубените, саканите и блиските со мали гестови љубовта треба да им се искажува секојдневно. Да ви кажам, некако се помешани, прво купуваат црвено вино, нашиот празник да си го прославиме, а сепак постои црвената ружа и мечињата. Уз тоа, така да тие три се најбитни. Виното, црвено, црвената ружа и мечињата. Па повеќе се купува цвеќе. Така. Да, мече пропратно е. Свети Трифун се смета за заштитник на лозарите. Се верувало дека тој ги штити лозјата и градините од разни штети и несреќи. Валентин, кој е светец во католичката и во протестантските цркви, се смета за заштитник на љубовта и на влюбените. Но последниве години под влијание на западните земји се повеќе се одбележува и кај нас, особено кај помладите. Рече се и да нема продавница кафуле кое не е обоено во црвена боја и со разни предмети во форма на срце.